Добро вечер. Јас сум Паула Костадиновска, вие гледате уште едно издание на информативната емисија За или против. Вечна тема во Македонија е корупцијата и борбата со корупција. Се сменија многу влади. Слушнавме многу ветувања. Сите представници на меѓународната заедница укажуваат на висок степен на корупција во општеството. Корупцијата ја има во сите извештаи на Европската комисија. 23 години независна држава, Македонија се уште тоне во корупција. На оваа тема и на други актуелни теми во правосудството вечерва ќе разговараме со председателот на Transparency International Благоје Пантовски. Добро вечер. Добро вечер. Генералната слика за Македонија и за македонското општество е дека корупција царува во сите пори на општеството. Поранишниот сустав на антикорупцијска дури направи анкета во основните училишта, каде голем процент, голем број од учениците велат дека не би пријавиле корупција, дури на прашањето дали би пријавиле корупција, не би пријавиле бидејќи според нив тоа би било bad deal. За нив е нормално и вообичаено да платат доколку сакат нешто да добијат, треба да подметат. Корупцијата е генерален проблем во државава. На што се должи тоа? Вака, низ текот на годините во Македонија, значи со промината на разните власти, властите си одат, меѓутоа корупцијата останува. Која е она причина зашто корупцијата е присутна толку во македонското општество? Мислам, корупцијата како проблем генерално е присутна во многу општества во светот, меѓутоа прашањето е во кој степен истата е присутна во едно општество. Кај нас корупцијата е присутна во доста висок левел, тоа го зборат многу истражувања и вистинското прашање е зошто таа во толкав левел е присутна во нашето општество. Постојат повеќе причини, тоа се многу, можеме да ги набројуваме до утре, меѓутоа генерално можеме да се сконцентрираме на неколку од нив. Првата е дека политичките структури кога ќе дојдат, значи кај нас не владее меритократија. Кај нас владее политократија. Тие сакаат да воспостават во сите институции, во сите јавни предпријатија да имаат нивни кадри, политички определени, кои најчесто и не се најквалитетните избори. Тоа придонесува меритократијата да не владее во Република Македонија, туку да владеат партиските книшки, врските, поврзаноста со високите партиски структури и така натаму. Тоа подразбира сервилност, меѓутоа подразбира често и неквалитет на кадрите кои се во одредени позиции. Значи, првиот проблем е невладењето на меритократија. Понатаму, ниту една владеачка структура досега не покажала реална желба и реална воља да се справи со корупцијата. Што сакам да кажам по тоа? Не само владата како извршен орган, туку и собранието кое ги носи законите, досега нема направено правилна насока, односно нема превземено правилни действија за борба против корупција. Наспроти тоа, сведоци сме дека собранието си гласа закони со кои се намалува одговорноста на кадрите, односно на високите политичари, се зголемуваат плати, се определуваат апанажи, меѓутоа досега не сме виделе таква законска реформа која ќе овозможи правилна борба со корупцијата. Од друга страна, судството како орган кој треба во одредено општество да каже што е правилно, а што не. Значи тоа има судската власт одлучува што е правилно, а што не во една држава, е под политички притисок. Значи често пати судството се користи како механизам, односно алатка за политички пресметки и сето тоа придонесува да наместо правилни судски постапки во кои се гони корупцијата, гледаме случаи кои се монтирани, кои произлегуваат со некакви пресуди, кои понатаму се на осуда како на домашната, така и на меѓународната јавност. Имавме пред некое време изјава на председателката на Врховниот суд Беса, која кажа дека Врховниот суд како највисоко тело во државата трпи политички притисок и дека често е политички инструирана работата на ова тело. И на крајот, сета таа атмосфера во општеството, кај граѓаните, создава една недоверба во системот и мислење дека всушност сите работи кои треба да се постигнат, можат да се постигнат по пат на корупција. Значи, тие прифаќаат корупцијата како дел од секојдневното живење. И на тој начин истите подмитуваат често за да остварат определени своји права, го прифаќаат тоа како нормално однесување во општеството и тоа веќе станува културолошка појава во Македонија. Така, да ги погледнеме, ева ја накратко ќе го набрам барометарот кој што излегува од кај вас од Transparency International.
Тоа се регистрирани случаи на корупција во последните месеци. Понатака во разговорот малце и подетално ќе се задржиме на некои од овие институции, како Академија за судски совет, Академија за суди јавни обвинители, судски совет и така натака. Во јули месец, она што се случи последниот, ајде може би построго кажано, упад од страна на полицијата и обвинителство кој што влегува во Академија за суди јавни обвинители, бидејќи има основано сомнение за злоупотреби на еден поранешен и еден сегашен кандидат. Тоа е она што е регистрирано месец јули. Исто така 6 пратеници од новиот парламентарен состав се уште не поднале анкетни листови. Па во претходниот месец имаше во јуни исто така 80 предмети на антикорупцијска застара, бидејќи 80 функционери, тоа се членови на управни, надзорни одбори, директори во здравствени установи и така натака, кои што не поднале анкетни лист, а еве тие предмети застарија, ниту еден од нив нема платено казна. Потоа има заменик министар во техничка влада донел 189 спорни решенија за распоредување на вработени, ревизорите низат извештај, единствен предмет кој што е оформен во обвинителството од страна на ревизорски извештај е злоупотребите и оној скандалов што се случи на онкологија. Месец јуни имаме Агенција за филм и злоупотребите. Алфи доста истражуваше и пишуваше на таа тема. Како што веќе ги напоменав за старените 80 предмети, многу често на седници на антикорупцијска слушаме, еве и ова е регистрирано во месец јуни, градоначалник си ја унапредил сопругата во советот. Па имаме случаи роднини, пријатели на градоначалници и така натака. Многу често и избрани функционери имаат две функции. Некаде се директори и исто членуваат во некои одбори и земаат хонорар. Месец мај. Па она што и најмногу сведочи за корупцијата во правосудството можам да забележам, врховен судија и поранешен член на судски совет, заедно со уште еден член од обвинителскиот совет, се осомничени за примање подкуп од 10.000 евра за влијание врз предмет. Судијата е се уште во притвор. Обвинителскиот совет донесе одлука дека не може да го разреши членот на обвинителскиот совет, само даде препорака тој да се оддалечи од институцијата, се уште си е член на советот. Потоа за директорката на и за управниот одбор на Академијата за суди јавни обвинители, кој што за време на предизборие примја 130 нови кандидати слушатели, кој што е антикорупцијска поведе постапка за тоа, а самата именувана директорка си даде оставка. И така натака. Од тоа можеме да видиме дека корупција има во сите сфери на општеството. Може ли малце ова да го продискутираме, може би месец по месец, и едно генерално прашање, треба ли нешто да направиме со казнената политика во Македонија? Дали ни треба нас построги казни? Дали ни требаат ефективни судски пресуди? Кој е вашиот став врска со ова? Значи, барометрите на корупција Транспаренси ги вади секој месец, излегуваат за секој месец со тоа што се обработуваат теми кои биле актуелни во претходниот месец. Тие ги делат, нели се делат на две рубрики, бистро и матно. Бистри се оние кои веќе се разјаснети, матни се оние кои допрва треба да се разјаснат, дали со судски постапки, дали со некои други постапки кои треба да се спроведат дисциплински и така натаму. А оно што го кажавте вие е доста интересно, ги искоментиравте настаните во претходните 3 месеци и еве може да обрнеме внимание на некој од нив. Еве, ајде да го искоментираме најновиот барометар за корупција, кој излезе баш денес во месец август, се однесува на јули 2024 година. Во него се наведува дека обвинителството истражува двајца кандидати од Академијата за суди и јавни обвинители, кои докази се добија на начин што се вештачеше телефонот на врховниот судија, наке каде што произлегуваат докази за две досија од Академијата за суди и јавни обвинители. Понатаму, врз основа на овие податоци, се побара овие две досија од Академијата за суди и јавни обвинители. Исто така, Академијата за суди и јавни обвинители, како што и сама кажавте, беше и во месец мај предмет на барометарот Бистро матно, со тоа што таму се обрна внимание за оние кандидати кои беа избрани во текот на изборниот процес, што е недозволиво. Значи, уште еден скандал. И можам да кажам дека овие два скандала за многу кратко време
фрлаат една црна сенка на работата на Академијата за суди и јавни обвинители и навистина ова представува индиција за обвинителството понатаму да оформи предмети и сите овие работи да ги испита, односно тие да резултираат со обвинение и на крај со судска пресуда како луѓето би можеле на еден правилен начин да видат што се случило во овие постапки. Понатаму исто така тука во последниот извештај се наведува и извештајот на Европската унија дека постои висок ризик во корупција во Македонија со тоа што се посебен осврт се дава на судските и правосудните органи, односно за независноста на нивното работење. И тука треба да се каже дека во еден од главните да речем интереси на овој извештај за Европска унија и промената на кривичниот законник кој понатаму ќе го коментираме како дел од сите оние истражувања кои Транспаренси ги направи. Понатаму имаме во последниот, она што и сама го кажавте, 6 пратеници од парламентарниот состав не поднеле изјава за имотната состојба од ДКСК. Заменик министер од техничката влада донел 189 спорни решенија. Она со ревизорите има 40 предмети кои се оформени во обвинителството по основ на ревизорските извештаи, но само еден е во фаза на истрага. Тоа е за онкологија предметот, што кажува многу мала активност на обвинителството по однос на ревизорските извештаи. Во графата на Бистро гледаме кривични пријави против 5 лица за злоупотреба на службена положба и овластување. Гледаме кривична пријава против директорка на Државен ученички дом од Битола и гледаме пријава против полициски службеници кои побарале мито за да не пишат казна. Еве ова конкретно последново дело со овие 5 полициски службеници класично ја одразува сликата на она што го зборевме претходно. Дека луѓето, дури и оние да речем во понискиот ешалон службеници и самите луѓе ја прифаќаат корупцијата како дел од секојдневното живење. Нели, нудат, примаат подкуп со цел да не бидат казнети и со тоа не разбираат дека и самите се дел од онаа коруптивна низа која досега до оние високи структури. Еве во претходниот исто барометар имаме извештај на Министерството за култура дека само едни лица добивале во спрега со Друштвото на филмски уметници добивале донации за филмови, што значи дека и тоа се одвивало во 7 години наназад, но со последните измени на кривичниот законник веќе овие 7 години голем дел од овие случаи нема да видат светлоста на денот, односно ќе бидат застарени и нема да бидат предмет на гонење. Понатаму имаме 80 предмети од ДКСК кои застареа поради функционери кои при напуштање на нивната функција, односно одење од функцијата, не поднеле изјави за нивната имотна состојба. Тука требало тие да резултираат со прекршочни пријави, понатаму да има одредени казни, меѓутоа поради непроцесирањето на времено истите нема да бидат казнети. Да, како што кажавте, Демири разрешил исто двајца директори тука на кардиологија и токсикологија без при тоа да има пријави до правните одбори и без при тоа да се почитуваат низа на закони. Значи ја скокнал процедурата и ги разрешил овие два директора, градоначалник си напреду сопругата и така натаму. Ова се само дел од настаните. Меѓутоа ако се види профилот, да речеме на случаи кои се наоѓаат во Бистро и профилот на случаи кои се наоѓаат во Матно, и ако ги споредиме истите, ќе се види дека во графата на Бистро, односно оние кои се разјаснети, каде што веќе се поведени постапки и така натаму, често се наоѓаат случаи од понизок профил на корупција, за разлика од оние кои се во Матно, каде што се вмешани високи политички функционери, градоначалници и така натаму, кои што досега не гледаме некое процесуирање. Еве, на пример од ревизорските извештаи, кои што вклучуваат одговорност можеби на високи лица кои вршат позиции во јавни претпријатија, државни институции и така натаму, само едно е во фаза на истрага и се уште немаме покренато обвинение. Сето ова кажува, ако ги гледаме вака овие барометри Бистро и Матно, дека во Македонија нема желба за борба против високата корупција. Дали е тоа не желба, како што кажав, или пак е
несакање да се гонат оние високо позиционирани мокници, така да ги наречеме, и постои една селективност во водењето на постапките. Тоа мора да се смени. Значи, мораме да имаме повеќе случаи кои што се процесуираат поврзани со високата корупција и на крајот мора тоа да резултира со обвиненија и судски пресуди. Така да ве прашам, накратко годишниот извештај за перцепција на корупција за 2023. И во светски рамки забелешката е дека нема напредок или има многу мал напредок поради ранливите судски системи. Се чини дека корупцијата е сложен процес и во светски рамки. И таму и при авторитарните држави, па дури и демократски, кога имаме еден ранлив судски систем, имаме потекнување на корупција, особено кога не се гонат функционерите. Како може ова да го искоментирате на светско ниво? Па вака, од посебно внимание на последниот извештај, односно последниот индекс на перцепција на корупцијата на Transparency International беа ранливите судски системи генерално во светот, но и по-конкретно по региони. Судскиот систем, како еден централен систем во државата, која има улогата на тоа да носи пресуди, да кажува што е правилно, што не, е клучен орган, заедно со обвинителството, во борбата против корупцијата и генерално во сузбивање на криминалот. Кога судските системи функционираат правилно, ние имаме намалување на бројот на коруптивни случаи, имаме казнивост, имаме превентивна улога кај граѓаните. Граѓаните добиваат чувство дека она што се прави лошо во едно општество, што е спротивно на законот, се казнува. Од друга страна, кога судските системи не работат правилно, кога тие се ранливи, значи на нив се влие политички, коруптивно и на низа други начини, граѓаните, особено оние на високите позиции, добиваат чувство дека може да постои неказнивост. Значи може да се извлечат со кривичното дело и тога се зголемува степенот на корупција. Во таа смисла, ранливоста на правосудните установи е доста голем проблем на светско ниво. Особено овој проблем е голем во делот во регионот на Централна Азија и Источна Европа, каде што се наоѓа и Македонија, каде што ранливоста е многу зголемена поради хибридните системи во кои функционираат самите општества, недоволната демократичност, она што го кажавме претходно, корупцијата се веќе влегува како дел од културолошките карактеристики на овие народи и така натаму, и сето тоа придонесува да самите судии се повеќе подложни на влијание, политичко и друго влијание, но и самите тие поради бекграундот кој го имаат, да го дозволуваат ова и да немаат доволен степен на интегритет. Сето тоа резултира со неказнивост, неборба против корупцијата и на крајот на краиштата ги доведува овие општества во состојба да корупцијата на некој начин цвета, односно биде многу висока. Токму така во истиот извештај, она што е забелешка за Македонија се ланските измени од септември, измените на кривичниот закон, кои што се укина делото злоупотреба на службена положба при вршење на јавни набавки и застаря некаде околу и 200 предмети корупција од висок профил. Тоа се забелешките, ние и Македонија не може да се пофали со дека немаме ранливи правосудни институции и правосуден систем. Како ќе го искоментирате оваа забелешка во извештајот? Па да, вака, значи прво да кажеме дека Македонија оваа година, мислам за претходната, нели, извештајот оваа година излез индексот за перцепција на корупција, беше со 42 поена и беше на 76-тото место. Всушност имаше скок од некои 9 позиции. И сега вистинското прашање е дали овој скок од 9 позиции се должи на тоа дека во Македонија се подобрила борбата против корупцијата или е нешто друго во прашање. Значи мора најпрво да кажам дека согласно мерилата на Transparency International, се она што е под 50 поени, значи рангирано под 50 поени во оној степен на поени во графата на Transparency International, се смета за неуспех на борба против корупцијата. Со тоа што Македонија има 42 поена, истата спаѓа во држави кои не се борат доволно за сузбивање на корупцијата. Овој поголемиот број на поени, 2 поена од претходната година некаде, се должи на тоа што претходната година имавме 7 индикатори,
кои ја мереа корупцијата во разни смери. Ова година беа 6. Бертелслайм фондацијата која се занимава со злоупотребата на позицијата на луѓето кои што се на јавни позиции, даде 2 поена плюс. Немаше доволно образложение, уште го чекаме тоа образложение зашто е тоа така, меѓутоа овие 2 поена придонесоа за скок од 9 позиции. И тоа не значи секогаш дека државата која има скок на оваа графа, има голем напредок во борбата против корупцијата, тоа може да се должи на тоа што другите држави кои се на таа графа послабо се бореле таа година против корупцијата, добиле помал број на оценки и така натаму. Значи, главниот индикатор кој би требал да каже каде е Република Македонија во борбата против корупцијата е кога ќе го надминеме оној минимален прак од 50 поени. Тогаш веќе започнуваме барем на минимален начин да се бориме против корупцијата. Она што беше главна забелешка во делот на извештајот за Источна Европа и Централна Азија, како што кажавте и сама, беше извештајот во делот на промената на кривичниот законник во Република Македонија, каде што во делот на кривичното дело злоупотреба на службена положба и властување се намалија казните, значи драконски се намалија казните, се изфрли дел од оние квалификувани кривични дела под овој член и на тој начин се овозможи кривичното гонење за голем дел од дела веќе активни по ова кривично дело да застари и значи во тој момент да застари гонењето за некои идни кривични дела кои што тогаш се случиле. Ако сето ова го земеме во корелација со тоа дека кај нас многу споро се оформуваат судските постапки, односно обвинителството споро ги процесуира, во суд поднесува пријави и така натаму акти, а судовите споро ги водат постапките и донесуваат одлуки, тоа ќе каже дека ваквиот потек на собранието со усвојување на овие измени на кривичниот законник представува директен удар во борбата против корупцијата и тие велат вмешање, препад во судската власт. Зашто? Бидејќи судовите работат по основ на законите, а во овој случај главниот инструмент, односно законот, во делот на ова кривично дело изменет. Так. Годинава излезе и третото издание, публикација на Националниот систем за интегритет, која што ја прави Transparency International. Едната е 2002, втората е 2016, имавме еден бурен период на политичка сцена, па и правосудството се тресеше, кога произлегува предмети од прослушкувани разговори со оформи, специјално обвинителство и така натака. Третата публикација треба, предпоставам, ги оценува главните институции во борбата со корупцијата и што е направено еве последниве години од 2016, последни или извештаите на Приби и така натака, што е направено последниве години на тема борба со корупција? Па вака, Националниот систем на интегритет представува едно, да речем, обемно истражување, кое што во својата главна улога ги гледа 15 чинители, 15 стейкхолдери, кои би требале да бидат водечи во борбата против корупција во нашата држава. При тоа овие 15, да речеме, дел од нив се институции, дел од нив се сектори, борбата против корупцијата ја водат секој самостојно во нивната сфера на работење, но и во корелација едни со други. Поврзаноста во борбата против корупција на сите овие 15 стейкхолдери е од особено значење за активна борба против самата корупција. Извештаите, односно извештајот кој се објави на почетокот на оваа година, се однесуваше на претходните 2 години на работата на самите институции, овие стейкхолдери кои се борат против корупцијата, кажат дека на врвот на оваа листа се наоѓаат Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупција, додека на самото дно беа јавните предпријатија, обвинителството, бизнис секторот и судството. Бизнис секторот е земен во овој дел како едно кохезивно ткиво кое што учествува во голем број на постапки, бизнисот активен чинител во ова општество и често пати знае да биде и оној кој прима или дава корупција. Мора да се каже дека ваквата оценка во последниот извештај за Национален систем на интегритет дава едно
дава една слика на тоа дека главните чинители кои треба да се борат против корупцијата, а тоа е судството и јавното обвинителство, недоволно ја вршат својата работа. Бидејќи знаете во самото ова истражување, сите овие 15 чинители се ценат по неколку основи. Тоа се нивната независност во работењето, улогата која имаат во борбата против корупцијата и капацитетите со кои располагаат во борбата против корупција, дали се тоа човечки и други капацитети и така натаму. Значи, по сите овие мерки, по сите овие оценки, клучните тела, судството, а особено јавното обвинителство кое е на самото дно на ова истражување, покажуваат недоволно инволвираност и недоволно посветеност во борбата против корупцијата. На крајот овој документ, при анализа на секој од овие 15 стейкхолдери или 15 чинители, дава препораки што би требало да се смени, дополни, измени во работата на овие институции и сето тоа треба на крајот како едно научно истражување да придонесе во борбата против корупцијата, односно да ја подобри работата на овие 15 чинители. Сметам дека ваквиот документ представува навистина добра поидобна основа и за самите нив, бидејќи дел од овие наоди кои се добиени во ова истражување се добиени од нивни извори. Нели, самите се прашани во поглед на определени работи таму и тие даваат одговор и значи на тој начин треба да го земат како поидобна основа и самите тие што би требало да сменат во нивната работа. Веќе имам сигнал од режија, време за блок реклами, по рекламите се враќаме во студио. По рекламите сме повторно во студио. Со мене е председателот на Transparency International Благоја Пандовски. Во вториот дел од разговоров ќе отвориме и малку поактуелни теми во правосудството. И веќе почнеме со Државен завод за ревизија. По службена должност со години наназад Државен завод за ревизија ги доставува извештаите до обвинителството. На почетокот на разговорот споминавте дека има 40 предмети. Истрага е поведена пред истрага, можеби не е ни истрага, можеби истрага, за случајот со и скандалот која тоа тресаше цела држава со онкологија. Дали е можно? Над 20 години Македонија е независна и независна држава. Дали е можно толку години ниту еден огромен корупцијски скандал во ниту една институција, она што го виделе ревизорите од годишните извештаи, да не го процесираат обвинителите? Дали буквално мижат пред она што им се сервисира, а некоја друга институција го спровела? Да, како што кажав претходно или на почетокот на овој разговор, државните институции кои тоа треба да го прават, обвинителството кое треба да го и судовите кои треба да судат, покажуваат многу мала спремност за справување со високата корупција во оваа држава. Точно е, околу 40 предмети, тоа мислам дека во последниот извештај, односно последниот барометар излезе на Transparency, се оформени по однос на ревизорските извештаи, а само еден е во фаза на истрага. Тоа дава индиција, бидејќи, пазете, Државниот завод за ревизија не е некое наивно тело кое туку така ги добива информациите. Тие вршат добри анализи на она што се случува во државните институции, во јавните претпријатија и така натаму, сите оние буџетски корисници и на основа на тоа прават извештаи. Значи, тие извештаи кога се доставуваат во обвинителството, тоа е веќе на некој начин полуоформен предмет во одредени случаи. Сега последно, мислам дека под лупа на Државниот завод за ревизија се Македонија пат, железници, инфраструктури и така натаму, значи јавни предпријатија, во кои што веројатно се забележани голем број на неправилности. Кога ќе се достават овие информации до јавното обвинителство, овие извештаи, јавното обвинителство треба да направи согласно своите капацитети, да ги погледа истите и во нив да најде основ за одредено кривично дело. Јас не верувам дека досега немало таков основ. Верувам дека ваквата неефективност и неефикасност на обвинителството се темели на недоволното обрнување на внимание на овие предмети. Меѓутоа, обвинителството треба сериозно да ги земе овие извештаи од страна на
Државниот завод за ревизија и секаде каде што има криминал да оформи предмет, да поднесе соодветен обвинителен акт и да се започне со судење. Така, денувива актуелно е темата распуштање на судскиот и обвинителскиот совет. Премиерот рече дека е за распуштање, представници на меѓународна заедница рекоа не. Меѓутоа, нешто ќе мора да се направи, самиот премиер вели, добра, еве дајте предлози, довребата во правосудството ни е 2%. Не само тоа, ние имаме и во притвор поранешен член на судски совет и судија и така натака, кој што актуелен судија беше и поранешен член на судски совет. Дали има некаков постои или некаков начин како да се реформираат највисоките две тела во правосудниот систем, при тоа да останат имуни на политичко влијание? Па вака, прво не би се согласно хиерархијата на судскиот систем, Врховниот суд е оној кој е највисоко тело во судскиот систем. Судскиот совет е само тело кое е врзано во делот на назначување, разрешување на суди, дисциплински постапки, утврдување на неправилности и така натаму. Тоа е повеќе контролно тело на работата на судиите, исто и со советот, односно. Така, меѓутоа прашањето ми е во однос на тоа што стварно скандали го тресе судскиот совет. Да. Имавме незаконски разрешена председателка, па и истата знаеме како е дојдена по предлог на председател на држава, имаше на слики, на фотографии. Значи, буквално судскиот совет скандал до скандал. Изминатава година, токму заради тоа имавме и оценска мисија на ЕУ, која што влезе внатре, даде препораки, се уште се тие не се целосно излезени во јавност што треба да направи. На таа линија се и представници на меѓународна заедница кои што велат ние имавме оценска мисија и секоја реформа треба да се прави многу внимателно. Во тој контекст ми е прашањето, бидејќи е високо тело Судскиот совет, да, согласно овие работи што ги кажав, оценската мисија која утврди 40 неправилности, даде насоки, неправилното, враќањето на председателката од страна на управен суд, секојдневно граѓаните се соочуваат со непроцесирање на нивни преставки. Многу пати ние од стручната јавност, ја како адвокат поднесуваме преставки, па тие не се земаат во предвид, се даваат некои недоволни образложенија зошто истите не се процесираат и така натаму, кажува дека ова тело треба многу да го подобри неговото работење. Меѓутоа, дека некој ќе го распушти судскиот совет, тоа нема да се случи, не постои таква законска можност, нема такви законски ингеренции никој да го распушти судскиот совет, тој можат членовите сами да си дадат оставка и постојат таксативно наведени случаи кога може да му престане функцијата на член на судскиот совет. Она што апелираше веројатно сегашниот премиер, тогаш водач на најбројната партија сега во парламентот, е на тоа дека тие сами треба да си дадат оставка, односно да се само разрешат поради недоброто работење. Меѓутоа, според мене, тука проблем е, тоа многу пати го имам кажувано, и самиот состав на судскиот совет. Например, од 15 членови, таму членуваат министерот за правда, председателот на Врховниот суд, имаме 8 членови кои што ги гласа самиот совет од редот на судиите, имаме понатаму тројца кои ги гласа собранието и двајца по предлог од председателот повторно ги гласа собранието. Составот кажува дека најголем број таму се судии. Сега, ако сакаме да обезбедиме една објективност на работата на ова тело, треба според мене да има што помалку судии таму, бидејќи тие треба да одлучуваат за некои што претходно биле колеги, нели? Можеби биле во добри односи, можеби биле и во лоши односи, имаат некој анимозитет, имаат приврзаност код некој од нив и на тој начин не можеме да обезбедиме објективност на работата на ова тело. Така да, по мене, би требало да се направат промени во законот за судски совет и совет на јавни обвинители, на начин што ќе се овозможи поголема објективност на членовите кои таму ќе бидат присутни во овие тела. Еве да се надополнам и на овој одговор, ОПСЕ, анкетата, големата анкета на ОПСЕ, каде што за проценки на ризици на корупција во правосудството. Дури 72% од судиите. Значи, анкетата содржи изјави, сведочење на некој начин, на судиите, вела дека не веруваат во судскиот систем, во судскиот совет. Судскиот совет не ги штити, немаат, самите тие немаат доверба во ова тело.
досега и спомнавме, веќе имаме и во притвор судија за примање подкуп и така натака. Да се надоврзам на ова прашање, што мислите, како треба ли да, ако тие меѓу себе не се веруваат, треба ли ние да им веруваме на судиите, на обвинителите? Може би од тука доаѓа онаа недоверба од 2% на граѓаните. Тие меѓу себе не веруваат, тие не веруваат на телото кое што ги избира и ги разрешува. Мислам дека голема слика од оваа анкета ни покажува на какво дно е правосудството, мислам дека не. Како ние да им веруваме? По правило, во едно демократско општество сите треба да веруваат во судиите и во јавните обвинители, бидејќи тие гарантираат јавната безбедност, тие го гарантираат протокот на општествени односи и гарантираат дека во едно општество тоа што е неправилно ќе се казни, а тоа што е правилно ќе се награди. Односно, ќе се остварат определени права во судски постапки. Но кај нас тоа не е случај, тоа го покажуваат и анкетите кои се спроведуваат со граѓаните. Имаме многу мала доверба во судството, од друга страна судиите, како што кажав ти сама, имаат многу мала доверба во работата на судскиот совет. Сето ова укажува на голема хипокризија во судството, во правосудните системи и навистина од друга страна е ѓаволски тешко да се сменат судиите кои не работат правилно во ваков систем, бидејќи тие, како да кажам, судскиот дел е затворен како власт, односно самиот себе може да се коригира или подобри. Секоја интервенција од страна на извршната и собраниската власт се смета за интервенција и нарушување на независноста на судството. Меѓутоа, со промена на определени закони, со воспоставување на подобар механизам на контрола на работата на судиите, на контрола на работата на судскиот совет, составот на истите, јас мислам дека може да се подобри нивната работа. Пред се треба да се апелира на интегритет на судиите, значи с големи степенот на интегритет, намалување на оние влијанија кои што се во судството и уште милион други мали работи кои можат да придонесат во подобрување на овие институции. Сега за сега, како што кажавте, довербата е многу мала. Уште еден проблем во правосудството тоа е спрегата меѓу адвокатите, судиите и обвинителите. Непотизмот на вистина царува, семени стебла се инсталирани во правосудството. Многу пати често слушаме дека брачни парови се суди, адвокати и обвинители и така натака. Како ја коментирате оваа состојба? Дали е тоа дозволиво во една земја да бидат поврзани семени стебла и што се вика дома да можат да си ја договорат пресудата, кој ќе гони, зашто ќе гони, како ќе биде одлучено и така натаму. Тоа во никој случај не е дозволено, тоа го нарушува независноста на самото судство, односно возможува некои други структури по непотизам или кронизам да се вмешаат во работата на судиите. Ја намалува секако генералната перцепција и довербата на граѓаните во судството, меѓутоа овој проблем повторно треба да се направи механизам за истиот да се искорени. Јас во делот и на работата на Академија за суди и јавни обвинители сметам, овие сите скандали кои ја тресат Академијата, сметам дека ова тело, по моје мислење, иако беше донесено за да го подобри квалитетот на идните судии, по мене оневозможи голем дел од вистински истакнати правници да влезат во судството. Од друга страна отвори широка врата за влез на определени деца, роднини и така натаму на веќе постоечките судии, на одредени функционери, лица кои вршат високи позиции и така натаму, односно го внесе поголем дел на непотизам и кронизам во самото судство. Од друга страна, например, истакнати правници кои работат во одредена сфера, можеби повеќе од 10 години, кои имаат практично искуство, бидејќи знаете согласно на латинска поговорка non scolae sed vitae discimus, односно не учиме од школото, туку од животот. Искуството во правораздавањето е на највисоко ниво. Значи, оној кој работел, неговото практично искуство треба да се земе во работата на судовите. Вака ние добиваме определени кадри кои излегле од факултет, имаат определен стаж, мала обука и понатаму влегуваат во академијата, седат, значи го учат, буквално учат како би требале да бидат суди, а од друга страна имаме луѓе кои работат 10, 15 и повеќе години успешно во сферата на правото, а им се оневозможува пристап до судската функција. Така да по мене навистина е дискутабилно постоењето на Академијата за суди и јавни обвинители.
Да, токму и тоа сакав да ве прашам, со оглед на тоа што во последен период и скандали ја тресат и академијата, како што кажав и на самиот печаток, веќе тимови истражители проверуваат злоупотреби, а и години наназад се зборува тоа дека со врски се влегува на академијата, имиња на семени стебла, не знам, сопруги, синови, ќерки. Имаме многу имиња, синови и ќерки на суди и да, на обвинители. Тоа што го Значи, споменам. буквално академијата на некој начин вашиот став е дека не го оправда своето постоење. Дури и последниот скандал се 130 кандидати за време на пред изборија, кој што директорката, поранешната директорка, која што и самата си поднесе оставка, стоеше на ставот дека тоа апсолутно е дозволиво, заради тоа што иако има избори, си имало одреден период кога можат нови кандидати да се пријават. И дека овие 130 кандидати нема никаква врска тоа што сме ние у предизборна И кампања. пазете, на сето тоа плюс во телефон на врховен судија кој сега веќе нели во фаза на истрага за кривишни дела, најдени 2 досија од страна на Академијата за суди и јавни обвинители. Значи, веројатно се работи за 2 личности, поранешен и сегашен кандидат во Академијата. Поранешен кандидат може би е синот на истиот судија, лани беше избран за судија во кривичниот суд во Не е исклучено. Скопје. Сега кога во телефонот на еден врховен судија наоѓаме такви личности за кои што се интервенирало, тогаш треба да ни стане јасно, еве ви пример, што се случува во Академијата за суди и јавни обвинители. Која е оправданоста на постоењето на ова тело? Сепак, што мислите, како ќе реагира меѓународна заедница доколку се одлучи Академијата да се реформира, дали со ново тело, дали да се укине, дали кандидатите да бидат, еве, како што напоменавте, на почетокот со поголем стаж, истакнати правници? Не можам да ја знам реакцијата на меѓународната јавност, меѓутоа реакцијата на домашната стручна јавност би требало да биде позитивна. Односно, би требало да се отвори на широка врата можноста да голем број истакнати правници кои имаат практично искуство во работата да влезат на позиции, односно да станат судии. Така, кратко да ве прашам за антикорупцијска. Последно е новата председателка и новиот состав, таа веќе добила дипломатски пасош, другите чекаат. Значи, малце небулозно заради тоа што оние кои што се избрани на функција да се борат против корупција, привилегии, злоупотреби и така натака, некако јавноста тоа го прими дека тоа е привилегија, не бараат службен, бараат дипломатски. И воопшто, дали антикорупцијска го оправда своето постоење. Постојано држат седници, кажуваат предмети оформени и така натака, меѓутоа дури лани и првиот човек на организиран криминал не сакаше председателката на поранишниот состав воопшто да ја прими, не само што не им ги земаат и процесураат пријавите, туку воопшто само како некој да жигосаме во јавноста дека ете има корупција, меѓутоа никако не се процесура, до крај не сме ни виделе пресуда. Еве, поправете ме, ја не се сеќавам предмет излезен од антикорупцијска кој што ќе резултира голем корупцијски скандал и резултира со пресуда. Дали воопшто постоењето на антикорупцијска е оправдано и дали можеби треба да се прошири надлежности со некое ново законско решение? Да, добро, дипломатските пасоши со членовите антикорупцијска предизвика бурни реакции во јавноста, тоа нема да го коментирам поконкретно, меѓутоа, еве, ова што го рековте, делот на тоа дали го оправда своето поставење и дали би требало да се зголемат ингеренциите на ова тело. Антикорупцијската во своето работење има голем број на ингеренции, помеѓу другото, бидејќи тие работат во советот 6 членови, треба на доста стручен начин да ги обработуваат пријавите кои стигнуваат таму и нели индициите кои ги добиваат сами по службена должност и на тој начин веќе да ги обработуваат оние предмети со донесување на оние решенија кои што се поведува постапка и така натаму, кои што понатаму обвинителството и прекршочните органи ќе ги поведат. Тие можат да поднесат иницијативи до самите институции каде што се истражува некој случај, да се поведат дисциплински таму постапки, да се поднесат иницијативи до обвинителството, значи да се оформи кривичен предмет, истиот да се процесуира, или да се самите поведат прекршочни постапки во случај кога не се почитува законот.
еве на пример кога не се даваат анкетни листови, состојби на имотот на носителите на јавни функции. Дека треба дека ова тело е корисно, тоа е корисно и е високо оценето во националниот систем на интегритет на Transparency. Меѓутоа дека треба да се зголемат надлежностите на ова тело, јас не верувам, мислам дека доволно има истиот надлежности и дека секое зголемување на надлежностите на ова тело понатаму би му дале одредена нијанса на правосудно тело и односно би било мешање во судската власт. Треба да остане со овие ингеренции, меѓутоа обвинителството кога ќе ги добие оние извештаи од страна на Комисијата за спречување на корупција, треба многу посериозно да им обрне внимание и да отпочне со процесирање на случаи. Новата председателка на антикорупцијска не е толку транспарентна, меѓутоа поранишната и беше. Од она што досега го изјавиле поранишниот состав е дека нема добра соработка со останатите институции. Колку и они да сакаат да оформат некои предмети, да приберат информации, докази и така натака, секогаш кога ќе собрадат до останатите институции во системот, тие не добиваат повратни информации за да можат да си ја завршат својата работа. Како може тоа некако да се реши? Дали може во некоја законска рамка да се стави, да имаат до рок сите институции, па и институциите да плаќаат казни, доколку не ја одговорат на антикорупцијска? Да, тоа може да се смени во дел на законски измени, меѓутоа она што треба да се направи да практично се воспостави еден систем на електронска размена на информации, во кој што членовите на антикорупцијската комисија ќе имаат директен, да речам, увид во работата на институциите, исто така поврзано со МВР, обвинителство и други институции од областа на гонење на корупцијата и каде што ќе можат на многу брз и експресен начин да ги добиваат информациите. Вака со доставување на барања до институциите, преку архива, со штембил, па одговараат, не одговараат, нема казни, и така натаму, само ја отежнува работата на Државната комисија за спречување на корупција. Значи, може да се извршат законски измени, меѓутоа треба да се подобри практичното работење, односно да имаат електронски пристап до информациите. Така, ни остана уште многу кратко, минута-две. На самиот крај ќе ве прашам, имаме нова влада, нова собраниска постава. Што треба да преземат во однос на борбата со корупција еднаш за секогаш, ако не се искорени, барем да се намали, барем од некој порив во општеството да се искорени, бидејќи, како што кажав, дури и најмалите во основните училишта не би ни пријавиле корупција ако се соочат, бидејќи мислат дека тоа ќе биде бадијало. Што треба да се преземе? Па, сегашната владеачка структура, ВМРО и вреди, нели, особено, има доста обемна програма која кажуваше како тие би се бореле против корупцијата. Иако оваа програма беше на некој начин воопштена, таа треба да се доработи, односно да се најдат практични сегменти како оваа општа програма би се имплементирала во јавноста. Меѓутоа, она е како генерално што би требало да стори новата влада и новиот собраниски состав, новата извршна и собраниска власт за поефективна борба против корупцијата. Пред се треба да прекинат со праксата да оние политички активни членови или припадници на нивната партија или симпатизери се вработуваат на големо кога тие ќе дојдат на власт. На тој начин владењето на политиканството наспроти владењето на меритократијата се поддржува и добиваме неефективни и неефикасни државни институции. Значи мора да се спречи тоа да кога ќе дојдат на власт се менува се од шистачка до директор во институциите и се ставаат пошто зашто членови кои на некој начин се покажале во политичката активност. Мора да почне да владее меритократијата. Понатаму треба да се престане, нели, со злоупотреба, особено ова важи за собранието на функцијата на представниците во законодавниот дом, да носат закони кои само нив им одговараат или кои им одговараат на високите владеачки елити, како што е измените на кривичниот закон, со кои на некој начин се амнестираат од понатамошно кривично гонење, доделување, односно изгласување на законски измени кои им даваат нив привилегии, како поголеми плати, апанажи и така натаму. Значи, повеќе да се борат за донесување на закони за борба против корупцијата и на крајот сите овие од извршната и законодавната власт да престанат да се мешаат во работата на судството, односно да не го сметаат судството како сегмент за политички реваншизам и така натаму, да не вршат влијание врз судиите и да го остават судството да си работи само, односно да биде независно во неговата работа.
Ова е сосема краде, ја веќе имам сигнал од режија дека тука е крајот на нашиот разговор. Драги гледачи, се надевам дека го задржавме вашето внимание. Се гледаме во некое наредно издание на За или против, а до тогаш останете со програмата на Алфа.